Охрид туристичка стапица за странците кои доаѓаат на одмор во нашата туристичка мека. Гостите тврдат дека во одредени угостителски објекти има дупли менија со различни цени на македонски и англиски јазик. На Facebook групата Expats and Foreigners in Macedonia врие од коментари и сведоштва на странци кои, како што пишуваат, се чувствувале измамени и ограбени. Откако бев во 3 различни локали, изненадена од превисоките цени. Всушност фатив дека имаат 2 различни менија, бидејќи ги споредив цените. Може ли некој да ми посочи објект каде не ги дерат туристите и не ги доживуваат како подвижни паричници? Со семејството отидовме во Охрид. Сакавме да останеме една недела, но доволни ни беа 3 дена. Парче пица го плативме поскапо од Венеција. Верувале или не, никогаш повеќе не се вратив во Охрид. Не сакам да плаќам, не се работи за парите, тоа е крадењето. Ако сте сигурни дека има 2 различни менија, пријавете го локалот, тоа е незаконски. Но охриѓани и домашните гости укажуваат дека и местното население во сред лето плаќа превисоки цени, а револтот го искажуваат прикачувајќи менија на социјалните мрежи. Дали ова официјално мени кое го добиваат гостите? За жал да. Удрете сега, во цената да е вклучена и масажа. Ова е поскапо и од Швајцарија, Далмација е поевтино. Каде е ова, во Холандија? На менито може и реклама за кредит да има. Цените им се како на лото извлечени. Не ги поддржувам, ама никој не ги тера гостите со сила да одат таму. Има и други локали. Барем сега во градот има објекти што нудат од најскапо до најевтино. Цените во одредени локали може да звучат поскапо, но пазарот си го прави своето. Претрпевме огромни загуби, но цените мора да бидат фер и реални, со поскапување од 10 до 15%, велат од Хотам. Ценовната политика се одредува нели ситуацијата и према можностите на секој понудувач. Знаеме дека многу продукти се поскапени заради оваа пандемија, цените одат нагоре, со оглед на тоа дека и цените не остана сигурно од пред 2 години. Значи треба да се искористи мудро и да се стават цени кои ќе бидат попривлечни нели за оваа дестинација. Нема висока и ниска цена, таа мора да се одветствува со квалитетот што го нудиме. Генерален проблем во Охрид се високите цени, а слабата услуга. Охрид не треба да се продава ефтино, само доколку продаваме квалитет и врвна услуга, велат за Алфа експертите по туризам.